Добро вечер. Ова е нашето прво неделно дружење во новата 2025 година. Драги мои, се надевам дека лудо и незаборавно ја дочекавте новата година и дека уживате во празниците. Вечерва зборуваме на тема менопауза. Лично мислам дека на оваа тема малку се зборува гласно и јасно. Иако скоро секоја жена после 40-та година се што и се случува со телото препишува на менопаузата. Без разлика на природата на самиот процес на менопаузата, која со себе ги носи и одредени предизвици, кои различно делуваат на секоја жена, не треба да занемариме дека секоја жена е уникатна на свој начин, па така и симптомите се различни и по квалитет и по квантитет. Полезно е жените да се информираат што точно ги очекува во менопаузата. Токму затоа и вечер зборуваме на тема менопауза, а зборуваме со нашата сограѓанка, сопруга, мајка на 3 прекрасни ќерки, млад и амбициозен доктор, специјалист по гинекологија, Стефанија Атанасова Јовановски. Докторке, добро вечер и добро вечер, дојдовте. Добро ве најдов. Моја беше идејата да зборуваме за менопауза И многу убава тема. Така, па мислам дека малку се зборува за неа и се надевам дека не сум ја утнела, има што да се каже на оваа тема, иако кога зборуваме за гинекологија, тоа има многу теми на кои може да се зборува. Меѓутоа се надевам дека ќе го привлечеме вниманието на сите, а пред се на жените. Ајде на почетокот да направиме да разграничиме што е перименопауза, што е менопауза, а што е постменопауза. Перименопаузата е еден транзиторен период. Тоест, ги опфаќа годините, обично 5 години, 6 години пред менопауза. Менопаузата веќе, нели тоа е периодот кога жената последователно 12 месеци нема менструација. Постменопаузата, тоа е веќе фаза која што следува по менопаузата и тоа се неколку години, обично 5 до 10 години од самата менопауза. Кој период за жената е потежок? Периодот пред мензис или периодот на перименопауза? Периодот на перименопауза е потежок за секоја жена, затоа што овој период се карактеризира со ирегуларни краварења. Менструалниот циклус станува многу пократок, значи не е на 28, де е на 30 како што е или пред тоа, кога имаме регуларни циклуси, тука е помалку од 21 ден. Менструациите стануваат многу пообилни. Исто така, тука започнуваат и тие вазомоторните симптоми, кои што ги има нели во менопаузата, но се многу поретки. Сепак и тука, значи, имаме топли бранови, имаме нервоза, имаме, значи, емоционални стресови и така да овој период е многу потежок. Кои се конкретно симптомите кои што се појавуваат за време на менопаузата? Во менопаузата секоја жена првично на што се жали, тоа е топлотниот бран. Тој значи започнува ненадејно и трае од самиот момент до 10 на минути, средна продолжителност некаде 4 до 5 минути има овој симптом. Поврзан е со дефект во терморегулаторната зона, која што се наоѓа во хипоталамусот во мозокот, и нормално предизвикан од естрогенскиот дефицит. Сите симптоми кои што се во менопаузата се предизвикани, значи, од естрогенскиот дефицит, повеќе, а помалку значи од андрогените, затоа што тука имаме намалување и на андрогените, на машките хормони, но во помала степен. Исто така, топлите бранови се поврзани и со несоницата. Се карактеризираат со појава на црвенило, исто така. Значи, топлите бранови почнуваат од лицето, вратот, градите, грбот и подоцна се појавува и црвенилото. А кога ќе завршат во крајот на епизодата, тогаш имаме тремор и морници кај секоја жена. Зошто е тоа така? Тоа е така затоа што на почетокот имаме зголемување на телесната температура, имаме ширење на крвните садови, од каде што и доаѓа црвенилото, а потоа веќе имаме намалување на телесната температура во крајот на секоја епизода и затоа и се појавуваат морниците. Друг симптом на кој жените се жалат е вагиналната атрофија, вагиналната сувост. Тука имаме намалување на лубрикацијата, намалување на сензитивноста, на еластичноста на ѕидовите на самата вагина и од толку имаме, значи, и нарушена сексуална активност или функција. Друго на што жените се жалат е анексиозноста, депресијата, ненадејниот наплив на емоции. Во исто време може да почне жената да плаче, да се смее, а тоа да не може да си го објасни. Но сето тоа да е предизвикано само од естрогенскиот дефицит.
Како и секоја животна промена, и менопаузата носи своји одредени ризици и компликации. Кои се тие? Да, значи тука имаме компликации. Една од компликациите е тоа што жената значи почнува да качува на килограми. Тука со самото тоа, доколку не се контролира исхраната, значи доаѓа до таложење на лошиот холестерол, додека добриот холестерол е намален и се создаваат атеросклеротични плаки кои што водат до кардиоваскуларни заболувања. Другото е остеопорозата, каде имаме губење на коскена маса. Остеопорозата, губењето на коскената маса поточно започнува со самото намалување на естрогените. И од таа причина, значи, многу лесно самата жена може да се здобие со фрактури на коските. Поради зголеменото масно ткиво, поради нарушување на метаболизмот, тука имаме зголемен ризик од развој на атеросклеротични промени на крвните садови. Имаме значи зголемен лош холестерол, имаме намален добар холестерол. Исто така, кај овие пациентки кои што имаат дебелина, да кажеме, или имаат зголемена телесна тежина, многу често може да се развие и диабет. Кажете ми некои совети како полесно да го поминеме тој период на менопауза. Првично, секоја жена треба да внимава на исхраната. Значи, уште во перименопауза може да се појават тие вазомоторни симптоми и особено топлите бранови се поврзани со јадење на премногу зачинета храна. Значи, треба да се намали со зачинатоста на храната, треба да се пие повеќе вода, треба исто така да се прават физички активности, да има повеќе жената, не само за одржување на телесната тежина, туку и за одржување на мускулатурата, особено на карличното дно, затоа што да се прават кегелови вежби, затоа што тука е една од компликациите кои што не ја спомнав, е тоа што со текот на годините кај жената може да дојде до неконтролирано испуштање на мокрача. А сето тоа е поради попуштање на самата мускулатура на карличното дно. Исто така, жените во перименопауза може да користат и хормон заменувачка терапија. Таа е составена од естрогени и од прогестерони и баш делува на редукција на вазомоторните симптоми и на редукција на нервно-психичките симптоми. Многу жени се скептици во користење на хормон заменувачката терапија. Да, таа има одредени контраиндикации, но исто така таа има и многу предности. Како контраиндикации се смета дека жените кои што се во бременост не треба да го користат, жените кои што имаат карцином на дојка, карцином на јајници, на матка, исто не треба да ја користат, или со тромбоемболичните компликации не треба да користат таков тип на терапија. Но затоа тука пак постојат фитоестрогенската терапија, кој што е од природен естроген, кој што се добива како екстракт од мешункастите растенија. Да, го има истиот ефект како хормон заменувачката терапија, само што е во помала доза. Како еден од симптомите споменавте и вагинална сувост, што да се превземе овде за да им биде полесно на жените да го решат овој проблем? Кога имаме вагинална сувост, како што кажав, имаме намалена лубрикација, намалена секреција на жлездите и за самата жена да го подобри својот сексуален живот, треба да користи лубриканти е едното, а другото е за да се спречи таа атрофија да продолжи, треба да користи естрогенска крема. Тие значи се користат еднаш до 2 пати неделно, за да имаме пролиферација на самото ткиво. Ги спомнавте топлотните бранови, дали тие се можеби најтешкиот дел? И дали жените најчесто и на тоа се жалат? Да, жените најчесто се жалат и најчесто кога бараат решение баш за црвенилото и за топлотните бранови. Колку е честа појавата жените да влезат во менопауза во 30-тите години? Во нашата популација 1 до 2% жените може да добијат прерана менопауза, предвремена менопауза под 40-та година. Најчесто е поврзано со генетичките заболувања, со автоимуните заболувања, како што е тироидот на Хашимото, но може да биде и атрогена кога веќе имаме отстранување на јајници поради карцином на јајници или на матка заедно со јајници, но баш кај овие пациентки, значи хормон заменувачка терапија е поволна и треба да се прими, и тоа треба да се прими се до моментот на
средната продолжителност кога жената значи оди во менопауза, тоест до 50-51 година, за да ги нема нели тие вазомоторни симптоми. Што да превземат овие жени кои што во тој период имаат пак обилни крварења? Прво, кога жената има обилни крварења, треба да посети матичен гинеколог, треба да се направи гинеколошки преглед, ехо преглед, хормонален статус, за да се види точната причина и да се постави диагноза поради која жената има обилни крварења, затоа што не мора да значи дека тоа може да биде од периоменопаузата. Тоа може да биде значи и од карцином на матката, може да биде од карцином на јајниците, исто така може да биде од задебелување на самиот ендометриум и нели според диагнозата да се одреди каква интервенција да направи жената за да нема такви крварења. Дали во ова современо време во кое живееме жените се свесни за тие промени и подготвени влегуваат во тој период? Па мислам дека да, затоа што жената секоја промена која што е поврзана со нејзиниот полово-сексуален живот, нормално прво гугла на интернет да види дали ќе најде нешто, но еве мене лично ме имаат прашувано многу жени, значи и за совет, и за секоја промена што им се случило, што да направат, што да преземат, така да современата жена е информирана. Така. А дали пак мажите влегуваат во менопауза? Да, и мажите влегуваат во менопауза, во андропауза. Кај жените нели имаме намалување на женските хормони, на естрогенот најмногу, кај мажите имаме намалување на машките хормони, на тестостеронот. И со самото намалување на тестостеронот, поточно на тестикуларната функција кај мажите, значи нормално доаѓа до андропауза. И што се случува во тој период со мажите? Во тој период и тие имаат топлотни бранови, само што не се толку често изразни како жените. Инаку кај нив делува нели на намалена ерективност имаме. Исто така и кај нив се појавува анексиозноста, се појавува депресијата, се појавува нервозата, опаѓање на косата, намалено ниво на енергија, болки во зглобовите, промени во расположението, несоница. Што би им препорачале на жените кои се уште не влегле во перименопауза, на кој начин да се подготват за овој период и подготвени да влезат во него? На сите жени прво би им препорачала значи да се внимава на телесната тежина, да се зголеми физичката активност за одржување на тонусот, исто така да се намали консумацијата на алкохол и на цигари, затоа што тоа се едни од индикаторите кои што водат до прерана менопауза. А што би им препорачале на жените кои веќе се во менопауза? Менопаузата е природен период, како што и пубертетот. Така да и тоа е една животна доба, нели во животот на една жена кој што треба да се помине и според мене мислам дека секоја жена треба само да ужива во овој период, да си најде правилно смислен желба за уживање. Има ли некоја граница, години или период колку трае менопаузата или кај секоја жена е различно? Кај секоја жена е индивидуално, се зависи обично од 5 до 10 години, до тогаш веќе започнува постменопаузата, но се зависност нели и од тоа колку се пројавени вазомоторните симптоми. Дали е пожелно да се дава терапија на жената кога е во менопауза или да се остави процесот природно да си помине? Кога кај жената ќе настапи менопауза 50-та година, 51-та година, и доколку значи вазомоторните симптоми се многу изразени, затоа што тие кај самата жена ќе предизвикаат нервоза нели. Треба да се даде терапија, хормонов заменувачка терапија што пред малку ја спомнав, затоа што така ќе го олесни самиот живот на жената, така жената ќе добие подобар квалитет на сон, значи ќе се зголеми либидото, ќе биде посмирена, да. Доколку некоја жена има обилни крварења, дали тука одделчиво се препраќа на секундарно ниво? Да, значи доколку пациентката дојде со обилни крварења каде значи имаме и коагулуми, значи пациентката мора да се препрати на секундарно ниво за да се одреди точната причина од која што настанало тоа крварење. Дали жените одделчиво често ве сопираат, ве прашуваат за совет, за мислење? Да, тоа се случува, значи и да ми се јават телефонски, и да ме видат на улица, да ме прашаат. Помалку за тој период од менопауза, повеќе зашто ме прашуваат жените се контрацепција.
Така, значи тоа е интересна тема на која би можеле да разговараме на некој следен пат. Сега сосема за крај сакам уште еднаш да потенцираме доколку една жена 12 месеци нема мензис, па повторно се случи, добие, тоа е веќе некој друг знак или нов симптом, така? Да. Значи, кога жената, се случува пациентка да нема мензис 1-2 години. Во менопауза е, но после тој период жената прокраварува. Значи, тогаш треба да се посети матичен гинеколог за да се види причината, поради тоа што многу често причината е во задебелувањето на ендометриумот. Намалени се хормоните, но тоа може да настане. Така да секогаш треба да се посети гинеколог. Дали е подобро жените да посетуваат гинеколог за секоја промена на телото или да читаат на интернет? Подобро е секоја промена што ќе ја има на телото самата пациентка, дали се работи нели за менструален циклус, дали за некаква болка, треба да се посети гинеколог со цел точно да се одреди точната причина, точната дијагноза. И овој период е природен во животот на жената, како што е пубертетот. Така да правете го се она што ве опушта, се она што ве прави среќни, затоа што секоја животна доба сама по себе е убава и треба да се знае да се искористи правилно. Ви благодарам за овој разговор. Наистина ми беше многу мило што ја прифативте поканата да бидете дел од нашиот подкаст. Јас ти посакувам успешна кариера како гинеколог и успех на секое поле. Благодарам многу. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието. Се дружиме за 7 дена. Поздрав до Хотел Либеро. Имајте убава вечер.